Другари и другарки, започнува Редкаст. Уживајте. Добро вечер, драги луѓе, добро вечер, Редкастери. Јас сум Кирил Трајковски Максим, а вие го гледате 12-тото издание на Редкаст. Кој ќе биде мој гостин, дознаваме за кратко. Прво се разбира да ги поздравиме и нашите спонзори. Одиме со Клима Лайф. Тие се експерти за нови брендови на клими, за нивно сервисирање и одржување. Доколку се уште не сте си набавиле клима, сега е вистинскиот момент да се јавите на 075 660 092, а момците ќе се погрижат за се останато. А сега сакам да се го поздравам и нашиот нов спонзор, а тоа е Алка Битола. Место каде што традицијата и вкусот се спојуваат во едно. Во Алка Битола ви очекуваат врвни пастрмајлии, питамајлии, ловечка во тесто, локомадес и врвни специјалитети што се прават со мерак. За нарачки информации јавете се на 079 225 714 и препуштете се на вкусовите и квалитетот за кој зборува цела Битола. А вечерва во Редкаст не зборуваме за борба, вечерва ќе зборуваме за карактер. Нашата гостинка е една дама која не бега од удар, не се плаши од пат и секогаш станува посилна. Марија Костовска, боксерка, кикбоксерка, борец во рингот и надвор од него, дипломиран филозоф и дизајнер, жена што докажа дека силата не е само во мускулите, туку во умот, дисциплината и срцето. Ќе зборуваме за победи, за порази, за болка, за предрасуди и за тоа што значи да бидеш жена во спорт, каде што нема простор за изговори. Ова не е обично интервју, ова е Редкаст и борбата почнува сега. Ужива кога слушам. Така, добро вечер Марија, добре ни дојде во Редкаст, кажи ми како си? Одлично, искрено, со ваква енергија преубаво се осеќам. И со вакво представување, мислам дека нема кој не би се осеќал убаво. Тоа се вика сценски говор, дека ја глумец поучев сценична реч на не бива, морам да признам. Океј, не кажав за гледачите во најавата дека моментално си тренер по бокс за дечиња и аерокик за жени. Да. И освен тоа што го правиш, дополнително шиеш и венчаници, да, и практикуваш бањање во треска, бидејќи тоа те рестартира. Ајде да почнеме од почеток. Од каде да почнеме? Секој пат кога треба да се представам, буквално си ги сумирам моите обврски, моите работи, што е најбитно, најправен да се каже. Пред се да кажеме дека јас бев кикбокс такмичар и боксер порано. Се такмичев од мој 12 години, но поради здравствен проблем, односно проблем со срцето, морав спортот да го ставам во мирување. И моментот беше од личност која е 24 часа активна, требаше да мирува поради проблемот со срцето. И опција беше или да се откажам или нешто да направам со тоа време што више го имав на располагање нормално. И случајно јас се најдов во просторија каде имаше дизајн, венчаници, едно друго и мене ме интересираше што е тоа. Сакав јас да пробам како се шие. Зборуваме за човек што никој пат во живот не држал игла, зашто и да требало, мајка ми ќе ми сошие нешто, никогаш не сум шиела. И така случајно, спонтано. Ама ништо не е случајно. Да, ама јас викам ништо не е случајно, Ништо не е иако во случајно. мојот живот најубавите работи се случајни и спонтани. Така. Случајно ќе повторам. Ајде, се викам најде да таму пробам, кај што да, се прават. Што е веќе. ова, како е ова, ми викаат курс за дизајн, за венчаници, супер. И почнам да идам, ама не ми беше тоа доволно, почнам да одам и на пракса кај Зијане Бакио и сватив дека времето кога више јас не можам да вежбам, ќе го искористам во шиење на венчаници. И така некако успеав да се стекнам со знаење, да направам дури своја самостојна ревија, но секако Сериозно? да, Браво. да, направив своја самостојна Од тие големите ревии што ги прават да, по... но интересно што јас имав желба да направам ревија кога беше пикот на корона и не смеев да правам вака ревија и мене ми текна да направам ревија во кочани во воз и на шапка. Аха. Да, значи да биде како затворен круг, прво видео, да биде тоа изгледаше преубаво, префилмски, девојките има маски, халините, што е интересно, јас кога бев кај Зијана на пракса, секој пат оставаше некои работи што ќе останат и ќе ми кажа Марија, ако ти требаат, земи ги или да ги фрлам. И јас си викам, ако женава успеа да направи од мене нешто, да ме научи, буквално од ништо да направи нешто, сигурно јас можам и од овие партали да направам нешто. Јас направив цела ревија од тие партали.
И беше преубаво, искрено. Значи, снимавме во Кучани со манекенките, јас после делче имаше моје, кај што јас одев боса на шапка и што е најинтересно што не ни смеев да си помислам такво нешто, бидејќи сепак имав проблеми со срце, ама како викаат силна верба и во себе и во Бог прави чуда. Така да ревијата беше нешто прекрасно и истите фустани потоа ги донирав на девојчиња за матура кои немаа финансии. Среќата беше неизбежна. Секоја чест. Значи беше преубаво. Ајде, кога сме кај ревиите, тешко ли е да собереш спонзори? Нема тоа бара спонзори, многу организација, бара нели надворешни соработници или се сама тоа го Се склопи. сама, Например, манекенките не ти бара пари за да ти Бара, чувствуваат. платив. Јас Како работев, платив? јас со пари нормално работев искрено и се што заработував го вложив во тоа. А се исплатеше ли вака? Мислам, имаш Искрено, некој фидбек? Да, и се исплатеше зашто мојата среќа е најбитна. Мислам дека секако се исплати, искуството се исплати. Лична и во тие сатисфакција. моменти искрено ќе ви кажам, секој пат гледате кој ви е вистински пријател. Секој пат гледаш кој е тука зашто од ништо да сворите нешто, дури вака кога ќе седнам и кога ќе видам човече, кога ќе го уклучам видеото од ревијата и кога ќе видам каква филмска ревија сум направила со 14.000 плата е волшебно. Да, искрено ќе ви секоја кажам. чест. Да. И тоа доста си млада вака на млади години тоа да го направиш. Да. Па тогаш имав 26 години. Да. Ама голема желба. Искрено. Планираш да продолжиш, мислам, да се занимаваш со такви работи или сега си? Да, ама сега ја направив таа ревија, ама потсвесно... Си го задоволи. Да, си го задоволив своето его, да Да, кажеме, да. ама потсвесно јас пак сакав да се такмичам. И Збориме за кикбокс. да, пак сакав јас да влезам во ринг, зашто се е супер тоа, Ајде, ама не е тоа ја што сакам. вака малце, дека брзо збориш, тоа ми се Тоа свиѓа. секогаш, да. Сакам малце да идеме етапно. Спомна проблеми со срцето. Ќе ни откриеш и што е со срцево? Зашо? Што се случува? Некои тахикарди имаш Па или не, искрено... или не кеш да збориме Не, за тоа? секако би зборала, значи... Затоа што ете ти забраниле да тренираш ради срцето, нешто Да. што те сватив. Па јас бев спортиста, бев и во Швајцарија, си имав и партнер, идевме нели кон сериозно нешто. Но моментот е што јас и таму вежбав и тука вежбав и дали проблеми и стресови се си доаѓа нешто. Очигледно кога све ќе пуштиш, што викам јас, во моментот кога ќе сватиш дека окей, све поминало, тогаш се случува нешто. Значи, можеби имав некои проблеми. Јас и во моментот кога се стиши, кога реков вечерта е супер, денеска ќе спијам мирно, јас станав са бајле у 5 часот со гушење и мене ме однесо во болница моите. Да, затоа што се деси да имам перикардит и задебелување на срцевата обвивка. Да, и тоа е малце проблем зашто кога зимаш воздух имаш ненормални болки, кога издишуваш исто имаш болки. Буквално Стегање тука како? Да, премногу брзо се изморуваш, не можеш да функционираш и многу е лошо што јас искрено функционирав со 2 диазепама за јас да функционирам секојдневно. Сега се средено се сега нормално, се така? супер, но Значи, искрено ќе ви кажам психички многу се паѓа од тие моменти, особено за човек што и искрено партнерот мој ме остави од тој момент, ми рече среди го срцето, па ја ќе се вратам. Ао, браво. Да, мислам браво дека- за партнеров, секоја чест, друже. Да, мислам дека- Сега не може, брат. Мислам ќе кажам од твој име. Се Стварно, вака. мислам Веле, дека тоа е какви најволшебно нешто што може да му се деси на секој човек, дали е машко или женско. Мислам дека во моменти на такви ситуации има потреба од поддршка, а не од некој да го остави, но Но секој после со дождот своја доаѓа сила, сонцето, нормално. сега веќе си Јас сум во нормала. благодарна за таков момент, зашто да не би било тоа, не би било ова што сум јас денес, Да, така сега си посилна. Благодарам, у истив момент сакам да му се заблагодарам. Да. Ајде сега да одиме со од кога нели се поврати ти како во кондиција и се тоа кога се среди, се навраќаш и самата кажа после ревијата си добила повторно желба да добила, тренираш да. кикбокс или бокс. Да, мојот тренер, например, Звонко Ѓоргиевски, не ми дозволуваше нигдека да излезам, ниту да вежбам негде поради срцето. Буквално имаше забрана секдека јас да отидам негдека да вежбам, затоа што сепак ме ценеше пред се како родител и се плашеше за мене. Кога ми дозволија више да повторно да влезам во тренинг, да вежбам, па да се такмичам, ми дозволио нормално и почнав секдека да вежбам и да се спремам за такмичење. Нормално ми се врати желбата и се тоа. Но при припреми за светско, мене ми се деси да го повредам коленото и да морам повторно да мирувам, односно да го оперирам коленото поради повреда на менискус. И во тој момент мојот тренер ми рече: Марија, а во исто време случајно во сала дојдоа мали дечиња. И тренерот ми вика, јас бев буквално со штаки.
и ми вика Марија, за тебе кариерата заврши, баш вака ме тапна по рамо, ми вика еве ги децава, те чекаат ти да ги вежбаш. И јас вака ги гледам децата, јас се контролирам да не заплачам, зашто јас не сакам да ги вежбам децата, јас сакам јас да се такмичам. И викам добро, чим ке каже тренерот, така е, така се слуша тренер, нели? И нема веза, јас се оперирав и почнав да спремам дечиња мали. И не сватив, не сам сватив, полека сватив дека тоа е стварно вистинска љубов. Можеби најважниот момент ми беше што јас пред да се оперирам, дечињата више почнав полека да ги вежбам. И моментот беше, јас му реков на тренерот, јас одлучив да се оперирам, нели нормално без операција не се функционира баш идеално. Ке мора да паузирам или чувајте ми ги вие децава, држете им тренинг, или едноставно ќе паузирам. И он ми рече, не, ние ќе ги чуваме. И моментот што јас се оперирам, и тоа беа стварно големи болки после операцијата, и ми стига видео, и нели у тие моменти паѓаме психички нормално сите, и ми стига видео од сите дечиња што ми пуштаат глас на звук. Тренерке, те чекаме, врати се и мислам... Мотивирачки делува многу. Да, стварно. Ја како трудна жена мислам плача. Стварно. Може слободно тука да се расплачеш ке ти да. Да, и така да реков, не се откажувам, бидејќи они не се откажа од мене. И се потрудив за клубот да го издигнам на нозе. Сега за клубот сакав да те прашам. Добро. Клубот е твој или на почеток беше партнерство е? Да, на почетокот беше на Звонко, јас бев како Соработник. заменик тренер и си ги чував децата. Но потоа сватив дека јас не ми е тоа доволно и дека сметам дека треба да се одвојам, не дека не го почитувам. И ден денеска го почитувам и сакам тренерот, но сметав дека едноставно заслужувам да имам јас свој пат и свое просторче. И нормално кога ќе кажете тренер по бокс жена, малце збунувачки не е толку прифатливо, но мило ми е што моменталниот претседател што беше на бокс федерација, многу тоа го прифати и му се допадна што ќе биде прв клуб што ќе биде тренер женско и дури ми помогна искрено. И така го основав клубот, боксерски клуб Кисела вода јуниор. Над мојот тренер е боксерски клуб Кисела вода, јас сакав истиот, само јуниор, зашто сепак повторам го почитувам многу тренерот и не би сакала да биде нешто поинако. И он беше исто многу горд, мило ми е што знаете некој пат кога учителите ќе видат дека ученикот почнува да учи, дури повеќе од нив ги се активира некоја љубомора или нешто. Кај мојот тренер немаше такво нешто, он беше горд и дури сакаше да напредувам, ајде уште маре, уште деца види деца да те сакаат и некој пат кога нели прв пат јас тренер, цело време сум била такмичар, некој пат нешто не знаеш ќе дојде ќе ти помогне, па чекај, носи мандаринки вака ќе им дадеш на тренинг за мотивација. Сигурно се гордее со тебе, гледајќи дека ученикот станува подобар од учителот, тоа многу мудри луѓе го имаат кажано. Тоа е целта. Добро. И извинете, довршам. Доврши слободно, супер. И моментот што ја вежбам дечиња и се супер и мене почнуваат на социјални мрежи да ми стигаат пораки од жени. Вика, гледаме ние дека вежбаш дечиња, сакаме и нас да не вежбаш. Тоа ми беше следно прашање за аерокик гледаш за жени. телепатија. Да, окей. И ја викам, добро, ама јас стварно немав никако, вие да знам, ама немав во план да држам жени. Викам, добро, ако сакате, дојдете со деца, ама стварно немаше логика дечиња од 5-6 годинки, што нас ни е тренингот пред се фати топче, не е класичен бокс кај што ние се тепаме во никој случај. Јас, например, на тренинг што се зезаме и со пријателки, прво нешто што ги учаме патики да врзаме, некој пати или кај треба јакната да се остави. Буквално дека сум и наставник и сум била наставник и сум професор по филозофија, морални вредности, навики, дисциплина, така. И сватив дека поента и логика нема да ги вклопам нив и децава и жени во еден клуб и затоа ги одвоив. И стварно најпаметна опција направив. Сакав да те прашам за моментот со бањање во треска. Многу ме интересира, едва чекам да ми одговориш. Која е цела поента? Тоа е нешто како методот на Вин Хоф. Добре. Многу не сум запознан, нешто така знам општо, дека се влага во ладна вода, дека се рестартираат клетки, тело. Дај маца објасни ми повеќе за тоа и кога почна да го практикуваш и дали можеби заради тие здравствени проблеми кои што ги имаше, после тоа почна или ова си го правиш како дете? Искрено ќе ви кажам, јас пред 2 години така добив желба за многу работи, што викам, јас сестра ми е јога инструктор,
И она доста практикува јога и ова се што ми го кажавте, ама јас појма немав во тоа. Јас само си го слушав срцето. Значи буквално нова година дојде и на сестра ми викам сакам да идам во матка, да идам на матка. Викам ајде со мене. И она вика окей. И јас буквално се спремив и со купајки. Ми вика што ќе правиш? Викам ќе влагам во вода. Вика како ќе влезеш Марија, треба да си спремна, треба не знам што треба. Викам не така, осеќам дека сакам, си го слушам и срцето и душата дека сакам да влезам во треска. И ми вика добро. И јас буквално така влегов, дури се зезав со сестра ми, викам сега ти ќе ме прекрстиш тука мене, зашто нели исто како влагаме во вода. Значи само по себе ти дојде таа желба. Не си видела ништо. Не сум видела ништо. Се збори на широко дека тоа е многу здраво. Јас само така осетив и преубаво се осеќав. Првиот пат кога влегов, сватив дека преубаво се чувствувам. А во зимно време влезе тоа? Беше минус 5 степени надвор. Трепките ми замрзнаа, знам дека вака снеговки имаше. Ама уживав. Имаше видео. Уживав, искрено. Имаш некој видео тоа? Пушти мако. Обавезно ќе пуштам моментот што очигледно стварно душава имала потреба. Јас тоа често зборувам кога ќе ме прашат како е чувството кога ќе влезеш во ладна вода. Мене ми застанува срцето и вака се кажувам, јас се осеќам кој за момент да ми застанува срцето и како некој вака со апарат да ме враќа у живот и неописливо е чувството. Као оргазам нешто. Па не така, не така. Добро, да. Ова е моментално и нема потреба никој да се труди да се разбереме. Да. Нема потреба од трудење. Не го правете ова доколку не сте спремни. И од тогаш па навака ти буквално си го практикуваш ова. Да. Ако не идеш на треска, предпоставувам дома под туј со ладна. Се фрлам за крстот кога треба, тогаш. Сериозно? И тоа Да, се фрлав, искрено. За крстот? Да. Сега оваа година? Оваа година не, се фрлав 3 години, но искрено ќе ви кажам од кога видов дека Имаше филм таков еден. Да, ама кај нас мислам дека повеќе се фрлаат од кејф отколку од вера, така да се откажав. Подобро ми е да се фрлам сама на треска, без само публика. Само нема мост да се фрлаш. Без публика и да уживам за себе. Браво, Марија. Многу ми се допаѓа твојава енергија. Сега ќе позборуваме. Ќе се вратиме сега малце за кикбоксот. Имам некои прашања. Колку кикбоксот е промени како личност надвор од рингот? Имаше ли влијание на твојот карактер? Може ли малце за тоа да ни кажеш? Искрено ме промени многу, бидејќи не тргнав по лош пат. Многу ми беше битно да функционирам и да го остварам својот сон. Кога моите пријателки и пријатели излага и ужива, јас тогаш гледав секој денар да го тргнам за надпревар, бидејќи кај нас за жал све се плаќаше. Моите не плаќа, затоа што моите беа против тоа јас да се такмичам. Најчесто да, прашањето следно е со какви предрасуди си се соочила баш заради тоа. Со многу волшебни, искрено ќе ти кажам, постоеше период кога моите културно ми рекоа од денеска ти повеќе нема да се такмичиш и за тебе повеќе кикбокс нема да постои. Значи, татко ми рече има балет, има многу женски спортови, одбери си што сакаш, ти веќе нема да се такмичиш. Да. Женско, машко данка. Да, машко данка, зашто? Да. Ама има едно нешто кај мене што јас ако одлучам џабе и се случуваше момент буквално да ја чека мајка ми од прозор кој ќе доаѓа и ми кажувам на сестриве доаѓа, вика да доаѓа од работа, супер. Ја ранецот, само што ќе дојде мајка ми, ја го фрлам од тераса и викам на мајка ми ја отидов кај другарка, уствари ја одам да вежбам кикбокс и најинтересен момент еднаш слушам бам, викам леле, се идам доле се симнувам саксиите, лом сите сум ги бутнала, нема везе, ја кастам за тренинг, собира све тоа и оди моментот што јас више треба да се такмичам, а функционирам можеби 3-4 месеци без да знаат моите дека јас идам на тренинг. Мисла дека сум се откажала. И има такмичење, ми вика тренерот, ја викам јас ќе одам. Ми вика како ќе идеш кога твоите, викам ќе се снајдам. И седнувам во кујна со татко ми. И викам тато, викам слушнав дека има семинар на Мирко Филиповиќ во Осијак. А татко ми знае дека јас многу го сакам. И ја многу го сакам. Тој беше УФЦ. Мирко Крокоп. Да. Легенда. И татко ми вика добро, Злато, вика знаеш дека јас ти кажав дека више такмичења такви работи нема, ама знам дека многу го сакаш. Оди. Еве јас ти дозволувам, оди. И викам супер. А јас се спремам за такмичење, нема Мирко Филиповиќ ништо. Кој го видел Мирко. Да. И нема везе, јас се спремам, мајка ми вика, што се спремаш толку, вика ти ќе се такмичиш или викам не бе мамо на семинар. Ама мора да си спреман, нели? Ја одам се тамо супер, одлично поминувам. Во финале нормално губам од светски првак, ама нема везе, јас бев горда, супер се. Да, и јас бев среќна. Значи тоа е сребро. Да, сребро. Одлично, јас среќнам, а медалот му викам на тренерот, земи го дома, не никако. Не ми треба, нели?
И ни се поега, јас стигам дома, тато ме вика како помина, супер, викам, мамо вика, дај некои слики, викам, немаше, цело време работевме, немаше за слики, време, знаеш, супер се и одлично, и тоа се стиши. И доаѓа Свети Никола, нас ни е купна слава. И кој како доаѓа, не честита слава, ајде сребрен медал, честито. Леле, јас крвта вакам, тук. И ми вика, мајка ми, вака татко ми гледа, вика, како сребрен медал. Вика, па си ги вика, отворена точка да видиш керка ти ја има леле. Главна фаца е, вие шо прави? Ама ти она отиде со Мирко да се види, да се слика. Мајка ми вика, како бе со Мирко, отиде да се... Абе, Мирко е не она. И нема ми затвори. И татко мака ме погледа, вика, имаш среќа што е слава денеска. Не. И други ден ми рече, окей, во ред, гледам дека сакаш продолжи. Ама знаеш како викаат, пошто Да. јас сум родител, имам керки. Керките со татковците некако посебна Да. врска имаат. Да, дури... И не може ништо да ти направи. Да, мислам, дури ја... мене за награда татко ми за тој ден ми купи многу добра кацига за која ќе ја јадам ќотек да не ме боли толку. Баш беше солидарен. Ова звучеше маце да јадам ќотек. А чекај, имате онакви као заштитни, не Да, сте да. без ништо. Па Тоа не. е- Не, тоа е некоја друга Тоа е категорија. веќе профи, ама не Аха. сум имала желба да толку, зашто пак Кога сме веќе кај удариве, нема дали влеч. повеќе боли ударот од противник или разочарување кога не си задоволна од себе? мислам дека второто. Кога не си задоволна од себе, бидејќи во ринг ништо не боли. Во момент на адреналин апсолутно ништо не ве боли. Мислам што и да се случи во ринг или било каде кај што има адреналин. Адреналинот Адреналинот е да. тој што те држи и ти ништо не осеќаш. Јас после? Да. После После тоа. бумбар. После тоа е профлевот. Да, после влагаш у треска и све Да, поминува. после утреска и тука си то. Ајде малце да позборуваме за менталната подготовка пред меч. Значи, станува збор за страв повеќе или за фокус и концентрација? Никогаш за страв. Искрено не знам дали таква сум јас. Јас сум човек што ужива. Јас сум јас кога сум во ринг. Затоа кажувам дека за мене беше нешто најстрашно да ми забрана да вежбам. Јас сум јас кога влагам во ринг. Многу е чудно што јас, например, сум вака по природа многу нежна девојка, но кога ќе влезам во ринг, јас сум она што е подсвесно јас уживам. Јас никој пат не сум имала трема во ринг. Ја буквално сум уживала. Јас сум плачала ако немам борба, зашто сум сакала да се такмичам. Некој пат кога, например, поради некоја причина се одложувало надпревар, ја буквално сум плачала зашто сум сакала на тренерот, сум му викала сакам да се такмичам. Не знам, нешто ме влечело што е многу чудно и јас сум уживала. Јас не сум имала никој пат трема, психички никој пат не требало да се подготвам, само да уживам. Што би порачала сега на девојките што сакаат да се занимаваат еве со ваков спорт? Рекреативно или? А се плашат од осуда, да речеме, као ете стереотипи некои, ти си девојче, тренирај балет. Имаш ли еве во твојот клуб боксерски клуб, како го рече, Кисела вода Кисела јуниор? вода јуниор, да. Јуниор. Имам Има ли девојчиња, да. Имам девојчиња, не се уште се на таа мала возраст што Каде не што- ги засегаат тие работи кои Да. нас не трујат искрено, не само во спорт, туку во било што во секоја сфера од животот. Толку сме оптеретени со предрасуди што ниту на нас не ни користат, ниту на тие кои ги изговарат искрено. Така да и често им кажувам и на девојките без разлика дали планираат да се такмичат или воопшто во животот, секој пат да се слушаат самите себе, па тој секој пат го кажувам и на децата секој пат им кажувам, дури да погрешат нешто, да не им е криво, секој пат има шанса да се повтори нешто и да се научи и никој пат да не се врзуваме на предрасуди кои најчесто предрасудите ќе кажуваат луѓе кои најчесто ништо не постигнале во животот или што се плашат да постигнат нешто. Човек што сака да постигне нешто и што знае каков е трудот и болката, никој пат нема да ви даде никаква предрасуда, туку напротив секој пат ќе ве мотивира. Ова ќе биде многу добар рил, да знаеш. Се што го кажа пред малце. Ајде уште нешто за предрасудите. Да живее рилот. Бидејќи ти си, че само не гасе тоа, некој ми звони. Маринко, поздрав до тебе, ќе ти се јавам после ќе гледаш у емисија, кога ќе гледаш Редкаст. Дали мислиш дека родителите треба да имаат влијание врз секој човек за тоа што сака да биде кога ќе порасне, или треба детето само да си го одбере пат? Не, мислам дека родителите треба да си имаат влијание за самите себе, зашто 90% од родителите се неисполнети во својот живот, искрено ќе кажам. Сега, Кратко и јасно одговори, да. Тоа го гледам и на тренинг кога ќе ми дојдат дечиња, значи се случува, затоа и кажувам секој пат, први немаат 1 час, па некој пат дури 2,
за да видам дали на нив им се допаѓа, еден час со старател, еден час без старател. За да видам дали прво детето е под присила донесено. Многу пати се случува таткото не бил некој боксер, кикбоксер или некој спортиста или каратиста, било кој што не успеал у животот и сега јас сега уште он више го спремил син му месец дена пред да дојде, он више работеше тука со мене, детето нит сака тука да постои. Мислам, тоа е жално да се гледа, искрено ќе ви кажам. И затоа викам, секој пат им давам 2 пробни часа, еден со старател, за да видам како функционира детето кога е родителот тука, и еден како функционира детето кога родителот не е тука. И доколку гледам дека детето има желба да вежба, тогаш останува на тренинг. А доколку видам дека детето некој пат се случува, јас викам не може да вежба детето зашто нема желба. Не има, ама така да изгледа. Не. Значи, Ти се осетила и си проценила дека... Јас сум осетила и во оваа сала, секој пат сум рекла, во салата додека јас бидам тренер, било да е машко, било да е женско, било да е девојче, било да е дете малецко, ќе влезе и ќе вежба човек што сака да вежба, а не со сила, барем не кај мене. Кој ти е најмладиот член? Колку години има? 5 години. Срце. Георги. Да, поздрав за Георги. Срце ваш. Имаш ли некој најдраг момент во кариерата? Иако ете не ти била толку голема, сега како што збориме вака од прилика ти 5-6 години професионално си се бавела со тоа. Најдраг момент во кариерата имав, останав без сала, после операција, останав без сала, останав без финанси, останав... Тоа ти е најдраг момент? Да, зашто ми е најдраг? Зашто ми е најдраг? Секој пат ги викам дека од лошите моменти многу учиме и тие се најдраги. Добрите се добри, окей. Останав без сала, останав без никакви финанси, немав што да правам. И до мене имаше само една пријателка, Маја, сега ќе ја поздравам. И случајно видов дека има сала, она ми рече има нека сала во Луки, јас искрено немав ни пари ни киријата да ја платам. И викам, добро, ама како, што ќе правам јас? И ми вика, добро, не знам, збори со твоите. И јас отидов дома да зборам со моите. Викам, тато ваки, тато ми вика, јас немам пари. Ја викам, не ми требаат пари, само ми треба поддршка. И тато ми вика, како поддршка, ако немаш пари? Викам, ја ќе се снајдам, само ми е битно да знам дека ти си позади мене. И татко ми вика, добро, тогаш ако ти е битно, иако сметам дека тоа најголема глупост, што ќе направиш, оди вработи се за некој друг, оди нели кај што ќе зимаш плата, место вака да си, викам, само ми треба поддршка, добро, готово, вика, јас можам да ти купам, вика, 6 вреќи од мене толку. Супер, одлично, тоа е супер. И другарка ми вика, што ќе правиш? Викам, ништо прифаќам. Вика, како прифаќаш кога немаш пари? Викам, чекај. И се качувам горе. Горе имам над куќата, имав делче кај што вежбав ја за припрем, имав лента, имав точаци, вреќи, све. И по полека земав се. Си сликав културно, си објавив на Пазар 3. Продаваш. И све продадов дома што имав старо, се што имав лентата. Не ти беше жал? Ми беше, ама знаев дека ќе се исплати. Искрено. И тој момент, дури се смеа моите што прв пат ја сватив која е моќта и на 200 денари. Старо купуе викнав и ми дадоа 200 денари за железото. Јас бев пресрекна, зашто тие 200 ми фалеа целава сума, како да ти кажам. И така да салата сега некој пат ако имате прилика да ја видите, салата е со свари, преубава, ама ако ќе влезам натре, знам дека секој момент како сум вложила и од ништо да направам нешто и колку ми била битна поддршката и од мојот родител, од моите родители и од моите сестри. Тоа едната сестра вика, еве јас имам стар точак, чим продаваш, еве мојот продај го, другата јас имам нешто старо продај, и така беше и буквално јас собрав одредена и голема сума за да ја опремам салата луксузно да изгледа. Така да тој момент ми е многу битен. Браво, секоја чест. Слушајќи те вака ти се дивам како... Што си у хороскоп? Јарец. Па затоа, кирка ми јарец. Ти си јануари негде. Да, а не, декември 25 католички божик. Добро. Ама битно си јарец. Да. Каде се гледаш за 5 години? Се гледаш уште како тренер по кикбокс, по... Како речува за жени? Аерокик, не може никако запомнам. Не си единствен, си капат кој го а тоа другото што беше? Не, аерокик као нешто да летаме сега, да се фрламе со падобрани и се тепаме у спад, дури да слетаме доле. Се гледаш се уште како тренер, спомна дека сакаш да се вратиш на надпреварување. Се надевам, сакам. Ти дозволуваат ли годините? Па, психата, ако ми дозволува, си ми дозволува. Јас нема така пречки викам, за тебе. Искрено, да. Не знам кај ќе бидам, се надевам дека ќе бидам овдека. Важно ми е да сум здрава и жива и да останам добар човек. А што ќе биде и како ќе биде, искрено не знам. И ниту се замарам, сакам да живеам сега и овдека, за денеска знам дека сум ова што сум и сум среќна ова што сум и мило ми е поради тоа, а за 5 години не знам што ќе биде, само се надевам дека ќе бидам добар човек. Толку. Ми одговори на следното прашање. Мило ми е.
Која е Марија Костовска кога не е во сала и не носи ракавици? Сака да биде добар човек. Тоа е тоа. Буквално тоа, да. А ако мораш во една реченица да го опишеш твојот пат до сега? Не се откажува никој пат. Добро, сега пред да одиме со веселите и брзи прашања, веселите, колку се весели не знам, ама се позитивни. Така ги составуваме. Уште една важна тема за која што сакам да позборуваме, а мислам дека и гледачите ќе ги привлечеме повеќе, тоа е за моментот, ова не го дознав од тебе, туку си го дознав од други портали кога те истражував која си, што си, имаш напишано дека во одреден период од животот, мислам дека станува збор за 2 години од животот, си била во депресија. Да. Што се случи? Зашо беше у депресија? Заради повредиве, заради дечково што те остави? Не, за дечкович. Добро. Сакам тоа да ми го објасниш и како излезе од таа депресија или анксиозност, што и да е, не знам. Мислам дека, барем моето искуство, не можам да зборам за другите, кажува дека никој пат не може ни еден човек да не доведе во депресија, можеме се доведеме самите себе од преоптеретеност. Истото мене ми се случи, затоа што ете спремав ревија, една ревија, друга ревија, па се спремав за такмичење кое пропадна, па се спремав за уште едно такмичење, па со деца, па вложи тука, па со девојчиња, со девојки. И тука биде активен ја даде за енергијата сите, на сите страни и на крај остана без неа. И се случува моментот кога едноставно нешто се крши кај тебе, само пуф, и ништо. И само одеднаш кога таа шарена слика која имаш околу себе станува црно-бела. И мислам дека тој момент е најнепријатниот. Прво затоа што ти е чудно, не можеш да прифатиш што ти се случува. Второ затоа што луѓето се навикнати да те гледаат позитивна и ти сакаш и пред нив да изглумиш, што е исто така многу лошо според мене. Трето, чувствуваш страв бидејќи се соочуваш со ситуација што никој пат претходно не си ја доживеал и не знаеш како да ја опишеш. И четврто е што се губиш самиот себе. Мислам дека тоа е најлошото. И мило ми е што секој пат кажувам, многу луѓе не зборат за тоа дека е потребно психолог да се посети, јас дури посетив 2. Еден видов дека не ми помага и не сакав да се откажам, реков ке пробам со уште еден психолог, пробав со уште еден психолог. На моменти ме стабилизира, но не толку доволно, повторно се врати анксиозноста, повторно се врати се, мене ми помогна, ја тоа често зборам, Господ. Ми помогна молитвата и ми помогна постот. Прв пат во живот постав 7 дена без храна, само со вода. Да, во тие моменти се фокусираш на што е тоа основно. Дури, например, во мојот стан многу работи во тие денови, во тие 7 дена, почнам да ги подарувам, што сметам дека не ми требаат. Ние многу се фокусираме на чашава, например, ние се врзуваме за таа чаша, златна или било каква, на мебелот, и се тоа е непотребно за среќа. А ние луѓето пополека почнавме тоа да не радува. И кога пополека ќе го пуштиш, да, ова го сакам, ама ќе го подарам. Друго не знам, сакам, ќе го подарам. Ти пополека се ослободуваш и сваќаш дека суштината, јас тој кажам на другарка, викам, јас прв пат во живот не отидов во ресторан, туку дома печев тиква и јас се радував. Стварно, мислам, не можам да ви опишам таа среќа. И сватив дека суштината е она во основното, ние се изгубивме сами себе, зашто се сакаме уште. А кога ќе се вратиме во основното, она најбитното што е, една кришка сув леп е ненормална радост после 7 дена. Да. И така да, благодарение на тој, благодарение на Господ, што викам, јас сватив дека основата е во малите работи и во моментот сега и овде и во среќата ја правиме ние. Одлична експликација ни даде. Да. Браво. Се гледа дека си поминала низ таков период, не е само некоја бламажа. Обично секој втор се ќе рече, бил депресија сум, брат. Да, јас... А вистинската депресија е стварно нешто јас... посебна состојба на умот, би ја нарекол, не знам како... Мене, кога ќе ми кажа, еве и девојки од тренинг гледа во депресија, јас ќе кажам, земи работи нешто. Ајде, како депресија, земи активирај сама. Сватив дека депресија вака се случува, не треба ништо да биде, може светот е супер и одеднаш ка се случува кога најмалце. Всушност сите работи во животот се случуваат кога човекот е под притисок, ништо не се случува, ниту здравствено се ќе биде супер. Моментот кога малце ќе се опушти, тогаш се напаѓа или здравствено, или психички, или физички, тогаш се случува тоа што треба да се случи. И искрено мене ми помогна Господ и практикувам да одам и во црква често пати, пред се за сама себе, практикувам сабајле и навечер да си кажам молитва, пред се за сама себе и да сум јас среќна сама себе. И нормално, повторувам,
Не сакам да се врзувам за работи, особено не за материјални работи, почнав и сакам да уживам во малите работи. Многу е поубаво така. А што мислиш за суеверност? Дали треба да бидеме суеверни или не? Не знам, треба, пак повторувам и уште од самиот почеток на подкастот ти кажав дека е важно самиот што ние сите длабоко во себе срцето знае што кажува, само треба да го слушаме. Ние не икеме да слушаме, ние Следи го срцето. Да, Наравучение, буквално, следи си го срцето. Да. Така Испознај се себе си. Мислам Да. дека кога ќе го следиме срцето сите ќе биде многу поинако. Да. И стварно, мислам, звучи глупаво, ама некој пат сериозно ќе повторам, една сува кришка леб од вчера или од завчера вреди многу повеќе отколку Еден хамбургер. еден Што хамбургер. секој ден го јадеш и да. на крај више не ни чувствуваш. Да, буквално, да. Као не те ни удара она. Што викаат? Океј. Одиме со брзи Тоа е прашања. Да. Повеќе сакаш кафе Не пијам кафе. или тренинг наутро? Тренинг наутро. Што пиеш? Чај. Чај. Каков чај? Ладен. Камилица? Нане? Ладен. Ладен. Па добро, ладен. Ти си ладна женска и ладно овако пиеш. Све и А све ти ти е си ладно. ладна. Да, има таква песна. Високи штикли, црни чор. Можеш ли да издржиш цел ден без телефон? Искрено. Охо, супер, може. Можеш. Да. Сериозно? Да, јас бев во Радожда во оние моменти кога Кај беше? во Радожда. Во Струга? Да, ја уживав таму. Кај Баба Галапче ли беше? Уживав. Кај Баба Галапче ли беше? Сегде бе. Не ми се верува. Ја таму лани имам таму, мислам, немам роднини, ама многу ги сакам тие луѓе. Таму и Значи, си одам често со фамилија. Јас, например, кога ми се случи Горето тој е момент, манастирот. таму ненормално убаво ми беше. Превод е од кој век е? Не знам. 9 век, 10. Ама интересно е што, например, кога ми се случи тој момент, мене психички малце да сум не окей, што би рекла јас, им реков на девојкиве, јас одам, другарка една ми каже, оди во Радожда, многу убаво. Има еден напуштен камп, се оди вика Треска, таму, оди иди на изолирај крај. се. И јас дома на моите им реков, јас идам недела дена, немој да ми звоните, мајка ми дури ми се наоти, извини што ли те бараме, нема те бараме. Ја поздравувам во овој момент. Поздрав. Јас се извинувам што ти сметаме, ми вика, ама јас сакав да го оставам телефонот, го оставив телефонот, 7 недела дена бев во Радожда без телефон, сама со себе, Сама со себе. буквално Си без изнајмуваш таму никој. смештај и да, одиш, си изнајмив смештај пиеш. и уживав искрено. Таму имаш и шатор, ја ќе ти Малце кажам едно бев место. чудна на луѓето, зашто некако дека бела боја ми е омилена, секој ден бев у бело облечено и замислете доаѓа човек у Радожда, доаѓа девојка у Радожда сама Бело. и цело време у бело. Ката. Симна само вилата. Ке не просветли. Онако ќе седнев одма танери ми дојде. Многу само скапи им се тоа рестораните, тоа ненормално. Ја не знам што тоа Не пастрамка, знам. 2000 денари едно парче. Што вие бе луѓе? Дајте бе да Па не јадеме знам. тука. Ај нема везе. Па нема да коментарам. Да, купи си од ками, спреми си ја сама Ама и сега и тоа е кеф некој пат. како не, да. Ама не можеш да се опуштиш, например, сега ние знаеш дека сме Види, ја средна така си класа луѓе. купив од кам и спремив само и мина станот ми корнеше на риба и Зашо? реков, и вака си седев, ми дојде друштво и вака си седев, викам убаво вие. И сите среќни да многу. Па викам последен пат овде кај јадете кај мене, викам риба кај мене више нема пржење. Добро. И јас сега јадете. Сега тоа е, ќе си платиш, ќе си клатиш. Се гледала ли серија цела ноќ без да заспиеш? Не. Не си по филмовите по Не серија. сум, дома е телевизорот, одма го извадив, немам телевизор дома јас. Читаш книги, претпоставам. Читам книги искрено и повеќе сакам да се И однако дојде релаксирам. Марија не праша дали сите книги има прочитани или нормално кажавме не. Кој може да прочита волку книги? Доволно е едно коцкиче вака, доста. И кога си цело Се време шал. со луѓе сакаш малце мир за себе. Така да дома ми е мир за себе. Имаш ли омилена песна што ја слушаш на репит? Омилена песна на репет. Не знаеш. Па порано ми беше од Дино Мирлен све е лаш, сега ми е секоја убава. Тоа све е истина. Да, сега све е истина. Би избрала ли патување наместо нова опрема за кикбокс? Да. Сакаш да патуваш? Па искрено не, ама од допрема више ми е стварно доста. Имам се. Да. Сакаш ли изненадувања? Повеќе јас да ги правам отколку другите. Добро. Си се смеела ли на себе после глупа ситуација? Охо, секој пат. Дури денеска сигурно ќе се смеам после овој кога ќе го слушам. Повеќе си утрински тип отколку ноќна пица, ја ќе одговорам.
утрински тип, са бајле која се чувме, викам, ја се одам, она ми праќа слика од веќе тренира. Тоа беше у 6:30, 7, не знам. Во 5:00 ми е Свака ти навиен част. алармот секој пат. Свака ти И част. кога јас нема да станам во 5:00, сметам дека денот ми е поминал. Браво. Ама си легнуваш и рано, претпоставувам. Гледам да си легнувам. 9-10, Да, така? да. Да се наспиш барем 5 сата, се доволни за Да, одмор. искрено. Можеш ли да чуваш тајна, Марија? Да. А јарец, тоа е. Ова се добро се спојува со претходно, би живеела ли еден месец без социјални мрежи? Немам проблем. А на Facebook активна си? Искрено не. Инстаграм? Све е повеќе колку да Реклама за ради клубов, за- тренинзи, да, иначе да. И искрено дури избегавав да ставам видео треска или нешто, ама сватив дека некој пат им треба мотивација на луѓето, поради тоа го ставам и сепак и тоа гледам да е нормално и културно и припазувам да не е нешто надвор од моите морални вредности. Така. Повеќе сакаш филм отколку излегување? Не е излегување сакам повеќе. Излегуваш често вака, Не социализираш со често, луѓе? во кафиче неколку што сакам прошетки, сакам нешто попушта. Веруваш во среќа? Верувам во Бог, а среќата е верба во Бог за мене. Дали си импулсивна личност? О, да. Многу. Дали си тепала машко? А тоа секој пат сите ги интересира искрено. Зависи каде да се разбереме. Да. И дали за каква причина Некаде е некој- оправдано, не? Ти има нападнато некојаш машко вака? Искрено, Да му покажеш еден... Јас имам како одбрана за станато, никој пат за себе не сум тепала и интересна работа што стварно луѓе кога ќе видат дека особено жена дека се бави со ваков спорт, мисла дека надвор, не знам, излага и тепа све живо. Напротив, спортот многу ме направил да бидам смирена. Дали јадеш сладко после полноќ? Не. Сакаш ли дожливи денови? Да. Сакам многу салата, не јадам месо. Вегетаријанка? Па не вегетаријанко, колку што ми смета месото и енергијата на тоа животно дека се колело и јас тој срав го јадам и некако така си осеќам. Млечни производи јадам, нема никако проблем, ама самото месо не го сакам. Дека за спортист многу е битно Да, протеинот, знам. Ама ти има го и менуваш. грашок, има Так, и леќа, леќа. има гравче. Спирулина, нешто. Кога има гравче сите знаат? Гравче, да, така е. Има и звонче. Си задоцнила ли некогаш намерно? Па еве се бајле се успев да ти кажам. Ама не ни задоцни тука, морам да Не признам. кај тебе на утринска на девојките им Оф, заказ. да. На аерокик. Да, и ги поздравуваме нив и ми пуштија порака Марија нека се јави на главна каса. Поздрав до девојките. Кога сме кај девојките, тренираат ли постари така господи? Да, Да има, речеме има. 50 плюс. Да, има. Има. Што сака да се вратат у форма, Да. најверојатно тоа е за Пред се ради здравје физичко, се вежба, нели? да. Интересно е што аерокик на пример не е, нели повторувам, не е за такмичење, туку целта на девојките им е психички да се рестартираат од работа и од целодневни обврски и плюс да се внимава на килажата, нели, што не е Нормално, приоритет. да. И јас им викам тело за лето се прави во зима, така да ние се спремаме за лето. А тело за Лабав. усело кај се у кафана. Изгледа Пееш ли по туш? ретко. Да, а знаеш да пееш? Па знам, ама високите тонови ми Да, било имаш така така кога ќе ги високи. фатам. Дали можеш да станеш без аларм? Да. Кој филм последен романтичен си го гледала и дали си уживала? Романтичен избегавам да ти кажам искрено. Што ти што гледаш акција, нешто? Акции Не, и ти документарци гледаш сакам, некои- искрено, да. Трилери гледаш, ти знам, психолошки трилери Да. гледаш. Така ми делуваш. Би изела ли пица по тренинг? Одамно не сум јадела пица, да ти кажам искрено, па може да. Да. Ако ми се јаде, да. Дали имаш купено нешто непотребно за утеха? Усисивач. Дали можеш да кажеш не на некој без грижа на совест? Да, можам. Не, да. Тоа е тоа. Дали си спремна за спонтано патување? Сигурно. Веруваш ли дека се случува со причина? Да, верувам дека случајно све се случува со причина. А на крај ништо не е случајно. Ама случајно, Ама се е со случајно причина. ништо не е случајно. Ете така, да.
Се смееш ли гласно на глупи видеа? Да, на моја обавезно. Повеќе сакаш мали кругови на луѓе Да. или голема гужва? Мали кругови. Дали денес си срекна? Секогаш и денеска сум усрекна. Марија, ми беше огромно задоволство да ми Исто бидеш и мене. гостинка. Уживам. Не изнасмеа, разговорот течеше спонтано и почнаа да бомбандираат, не се плаши. Заштитени сме овде. Може надвор веќе апокалипса се случува. Да не заборавам поклонче од Редкаст, повели, ова е една мала пажња до тебе. Може да си го отварам, така? Може слободно, да, покажи. Мило ми е што не е спакувано она со 100 работи, ти полека сакаш да си културен, а у истиот момент сакаш да го отвориш, бело. Да, бело, ете, гледаш таман, ете, кој да сме знаеле. Бидејќи обминана, ау жена. А ова јас сум изгледа. Само немој да шитнеш на пазар трите, молам. Не. Мислам, пошто рече дека не се прибрзувам за работа. Моите ме зезаа, ме викаат, нели, сега, кога што почнав, нели, јас све да продавам, ме викаат, леле, немој креветот злато, немојте му. Леле, стварно човек. Секогаш со гостите... Така да ви благодарам. Да. Уште еднашка само сакам да изразам огромна поддршка после нашиот разговор, кое што ете ми ја влеја и мене како човек за тоа што го правиш моментално и сакам да ти го изрекламирам боксерскиот клуб Кисела вода јуниор. Повелете кој ова прекрасна госпогица, така се уште госпогица, има прекрасна енергија, пред се не само за физички да стекнете едни добри облини на вас, туку и психички со ваков човек можеш само убаво да си поменеш и да стекнеш и морални и секакви вредности позитивни кои што ќе ви служат во иднина во животот. Овој прекрасен тренерка што носи тренерки у аеродром. И ќе ви биде многу забавно. Тоа ти ќе им кажеш за цена, тоа не смеам да зборам колку како наплаќате, меѓутоа сигурно не си многу скапа. Така е. Вака по муабетов сигурно дај шта да. Дај, боли шта него ништо. Да, не до толку, ама се гледа дека си човек со големи вредности, дека имаш доста поминато, а сепак си многу млада. Не те прашавме колку години имаш, ама па не мора. Не мора да знаат луѓето. Вечерва не запознавме сам. Чекај. Што ќе кажеш за гледачите? Што ќе кажам порак. за гледачите? Секоја што им го велам на моите гости, една порака. Да, чекај таму вака, чекај сега вака. Вака. Да ја тргнеме кесата. Да вртиме вака, да биде тоа све убаво. Гледаш, јарец. Драги гледачи, секој пат сакајте се пред се самите себе за да можете да ги сакате другите. Кратко и јасно. Тоа е Редкастер и вечерва не запознавме само обична кикбоксерка, запознавме жена со карактер, како што видовте, дисциплина и храброст да застане исправено и кога е најтешко. Марија Костовска ни покажа дека победата не секогаш се мери со медали, туку со тоа колку пати ќе паднеш и ќе одлучиш повторно да станеш. Ова беше Редкаст, место каде приказните се вистински, прашањата директни, а луѓето искрени. Ви благодариме што бевте со нас, се гледаме во следната епизода, а до тогаш бидете свои и како што кажа Марија, не се откажувајте. Поздрав! Одлично! Браво!